Добро вечер. 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 Сотрудници со имена запишани во книгата на животот со Исуса и Отецот. Ние сме сотрудници, ништо не тревожи, срце полно Христово, љубов лејка до небо. Чукај срце посилно, Исусе дојди побрзо, љубовта не преплави, Исус да се прослави. Добро вечер. Со крвта Твоја, слово на сведоштво, и нема страх од смртта. Победувам со крвта Твоја, слово на сведоштво, и нема страх од смртта. Победувам со крвта Твоја, слово на сведоштво, и нема страх од смртта. Победувам со крвта Твоја, слово на сведоштво, и нема страх од смртта. Во секого Исус. Амин. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Слава Ти, Господе наш, Татко наш, што не поврзуваш и денеска и довека во трајната врска на вечната љубов, која извира од нашите срца, и сме еден дух и едно тело со Тебе. Ние сме согласни, Господе Исусе Христе, дека Ти си нашиот Господ и Спасител, дека Ти си нашата светлина, дека Ти ни даваш живот, здив и се, дека имаме Татко на небесата, кој создаде се, а ние сме деца на земјата, и горешто со сето срце и душа повикуваме кон Таткото. Татко, Твоите деца повикуваат кон Тебе. Во името Исусово согласни сме за исцелување на сите сотрудници, на сите спомнати во молитвите, зашто Господе Исусе Христе, Твоето ветување во живото слово кое не се брише, Он ги исцели сите, и ние веруваме дека сме исцелени, дека Ти можеш да направиш се, а ние заедно со Тебе го сакаме тоа се да го направиме, да бидеме дел, еден дух, едно тело со вечната љубов, да се облечеме во новиот духовен Исусов човек, да ни дадеш ново име запишано на камен, да не облечеш со сето оружје Божјо, да го објавуваме Евангелието на мирот, благата вест, добрата вест дека нашиот Татко во Исуса Христа видлив ја пролеа својата крв
плати за нашите гревови, на крстот ги закува сите болки, болести и страдања и ни дава нова љубов, нова душа, ново срце го вади нашето камено срце, да му се вратиме, да му предадеме се, да оставиме се земно, да го земеме својот крст и да врвиме по него за секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус, согласни сме и денеска сите заедно велиме: бегај од нас, Сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе, немаш право врз нас, ние сме војска Исусова, од десната страна во силата велиме: не за сатаната и смртта, не за болки, болести и страдања, не за магија и проклетства, не за злото, да за Исус во секој еден од нас. Се што не е од Исус да замине веднаш од секого од нас. Ние му припаѓаме на Господ Исус Христос и дозволуваме да се прослави во нас и ние да се прославиме во Него. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Ти благодариме што ги излеваш овие слова, Татко, во духот на Твојот Син, како што си напишал, во духот на вистината, во духот на мудроста, во духот на љубовта. Ти зборува и вечерва, пренеси ни го тоа животодавно слово, да го распламти секој дух што го слуша, да ни ги отвори очите и ушите, со срцето да разбереме, да се покаеме, да бидеме исцелени, преродени и да ни ги отвориш умот да го разбираме ова живо слово. Ние бевме на пазар пред некој ден и сретнавме, по Божја волја, по Божјото сценарио, наши кумашини и тие не поканија на ручек. Видете, интересен момент, претходно ја земавме гитарата, Манде обично вели минатата година не земавме гитара, слезе песна, не можевме да ја отсвириме, велиме ја свиревме, ја пеевме на суво, ја земавме гитарата и ете се појавуваат тие, одиме кај нив и беше интересен моментот, почнавме да правиме некои земни муабети и за да се пресече состојбата, јас им поставив едно прашање: има ли некој кој кандидат да има потреба од молитва? И настана штама неколку секунди, после рече никој нема да се јави за молитва, но сепак убаво поминавме, се молевме за ручекот и пеевме од Исусовите песни и славевме и сретнавме таму еден намерник кој бил во една од тие земни телесни цркви, каде што се зборува за Исус, се чита Словото и се вратил повторно во светот. Значи, тоа покажува она што и Звезда го сведочеше со една наша пријателка која ја знаеме од претходната заедница. После сите тие заедници каде што се учи Словото, се проучува, се враќа во изворната народна заедница, се враќа, како да кажеме, ако го употребиме библискиот збор, свињата во калта и песот на блуеницата. Зошто луѓето бегаат од Исус или некој ги брка, ги гони од заедницата? Тоа е интересно прашање и најчесто мене ми велат дека јас сум ги избркал, ги исклучил од црквата. Тоа е добро вечер. Сум ги исклучил го само микрофонот, а прашањето е, јас кога го објаснувам секогаш дека никога јас не исклучувам, црквата, заедницата не е моја, е на Господ Исус Христос. Например, не доаѓале 2-3 месеца, воопшто не доаѓа, не се интересира, го исклучуваш и тој се лути, сум го исклучил од заедницата. Тоа е интересен момент. Видете, и велат, Исус никого не исклучи. Точно е, никого не исклучува тој. Ти можеш само сам да се исклучиш, ќе дојдеме до тие состојби, каде се храниш, пази, каде се учиш, каде се исцелуваш. И сега е прашањето, дали ти, тој што го љубиш, браќата, например, Исус, Словото, зошто не доаѓаш да го видиш, да го гушнеш, да се препуштиш? Што е тоа што те тера да избегаш, да не се храниш, да не учиш, да не се исцелуваш по заедницата? И доаѓаме до оно што Ангелина го постави како прашање. Верни се зборовите, ако со него сме умреле, со него и ќе живееме. 2 Тимотеј 2:11. Значи, ако со Исус умреме, со него ќе живееме. Тоа е таа раскрсница. Мораш ти да умреш, стариот човек.
Не можеш на стариот начин да си останеш ти стариот тихо, да си живееш како што си живеел порано и одеднаш си се враќаш ти во калта и блуеницата, поминал 5-6 заедници кај што се учело за Словото, зборувал јазици, полагал раце, исцелувал, пеел, славил и се враќаш назад. Дали ние умревме со Исус, старите луѓе, за да оживееме во духовен Исусов човек? Дали сме гладни, жедни за таа промена, за духот, да го оставиме телото, да се родиме во духот? Продолжуваме понатаму стиховите од Ангелина што ги постави. Ако истраеме со него ќе царуваме. А ако се одречеме од него, и тој ќе се одрече од нас. 2 Тимотеј 2:12. Дали се одрекуваме ние од него кога не доаѓаме, например, на вечерите на љубовта, кога не доаѓаш со браќата да се гушнеш? Каде се храниш? Пази, физички се храниш и духовно. Одиме уште понатаму од прашањето. Ако не сме верни, тој останува верен, бидејќи сам себе не може да се одрече. 2 Тимотеј 2:13. Например, те изгонил духот од заедницата и пак е вратата отворена да се вратиш. Во дух и вистина треба да се вратиш, да се поклониш, да му се подариш, ти да му се поклониш, да се подариш кога си, нели, да, не е тоа како што прават они физичко и сега доаѓаме физичко дејство, кога си гладен телесно, нели, одиш да јадеш дома, на гости во ресторан, нели, а кога си гладен духовно, каде одиш да јадеш? И тоа е интересно, оди во театар, оди на кино, на концерт духовно да се нахрани. Видете, таа храна е од истиот дух, телесен дух, кој ја бара својата слава. Јас не ја барам својата слава. Само каде што се слави Исус е духот Исусов. Пазете, не можеш да се храниш со телесен дух, затоа не века дух имаше прекрасен дух. Они во духот на овој свет мислат дека се христијани и пекодиме или не одиш да јадеш, нели гладен си, чекаш мана од небесата како израелците во пустината. Тогаш ти си израелец во пустината, немој да бидеш сотрудник у израелец во пустината, чекаш само мана од небесата, а во меѓувреме мрмориш, озборуваш, се бунтуваш против Мојсе и Арон, тие што те донеле преку морето, се отворило Црвеното море, дојдоа во пустината, уште неколку дена им треба до ветената земја, тие мрморат, озборуваат, сакаат да ги убијат Арон и Мојсеј и сите скоро изгинаа во пустината. Немој сотруднику да бидеш израелец во пустината, ќе дојдеме до тоа, по зборовите сме го зборували, ќе бидете осудени и оправдани и по делата. Потребни се дела во заедништво со Исус. Дали сакаш да работиш за Царството Божјо или сакаш самиот да си правиш по своје волие, самиот си работиш за себе и мислиш дека ти си во Исус? Еве стихови. Вера го постави ова прашање. Кој не сака да работи, тој нека и не јаде. 2 Солуњаните 8:10 се разбира се однесува и на физичка храна, но духовен проблемот. Уште кога бевме кај вас ви рековме, на секој, на оној што не сака да работи, не давајте му да јаде. 2 Солуњаните 3:10. Значи, да не му даваме духовна храна, не сака да работи на промена во себе, сака да си доаѓа, си влегува, си излегува од заедницата. Пазете, се однесува недостојно, нема почит кон тоа што се зборува, нити го прима тоа, доаѓа да се издува, значи не дозволува словото двоостар меч да го оддели внатре грешниот, стариот од Исусовиот човек, и духот тогаш во таа состојба ситуација те го оттргнува за кратко време од групата, бидејќи 2 духа има во заедница каде ја води Духот Свети, штом ќе дојде друг дух го изгонува,
го трга за кратко време да се исчисти во заедница која нема дух. Кој сака влегува и излегува, на некој им требаат бројна луѓе зашто ги финансира некој таму од странство, самите не можат. Значи, кратко време те изгонува да се ослободиш од гревот. Например, имаш молитва во понеделник, те канат луѓето, денови се тоа, не е само еднаш па налути му се, а ти не доаѓаш, се лутиш, ја напушташ заедницата. Пази, ако имаш синапово зрно вера во срцето, не би постапил така. Христов сотрудник простува да му биде простено или кој не простува? Па таму пишува простете, ставете го тоа. Ако не простиш и тебе не ти се простува. Но слушаме, одиме цитат, дека некој од вас, тоа сме ние, живеат неуредно. Не доаѓаш на служби, тоа е прво, читања, молитви, сега од светот. Не доаѓаш на тренинг, не доаѓаш на часови, не доаѓаш на работа, не доаѓаш во школо, на доктор, на забар, па не ти е крив забарот, докторот, професорот, не доаѓаш, ке те изгонат. И пази, живеат неуредно, ништо не работат, се занимаваат со празни работи. Празни работи се сите работи кои не се во заедништво со Исус, запаметете го ова. Друг препев. Слушаме дека некои меѓу вас денгубат, видете го овој збор, го трошат времето на милост на земјата, ништо не работат, само се плеткаат во тоа што не е нивна работа, заради нашиот Господ Исус Христос ги молиме тие луѓе. Ние ги молиме еден период. Не ги тепаме. Слободна волја и бараме од нив да се средат, да се променат, да се остават старите. Поука, укор, укажување и да почнат да работат. На што? Да градат куќа? Не. Да работат за Исус, на себе си, да се промениш. Ти сега си се врзал и во истото го повторуваш со години и ми зборуваш за христијанство. Кај Исус мора да умреш, значи ако умреме со Него, како е праша Ангелина, ќе живееме. Ако не умреме, ќе бидеме умрени. За кого да работиш? За себе си? Си работиш за своја слава или за Исус и заедницата, да можат сами да се одржат? Каде? На стеблото на Исус, да не паднеш како сув лист, да те издува секој ветер на лажните учења. 2 Солуњаните 3:11-12. Да се одржиш во Исусова сила, во Духот Исусов, каде што е Духот Исусов, таму има слобода. Да не си поробен, врзан од ѓаволот и гревот. Им кажуваме во Духот да се поправат. Ние зборуваме во двојство. Исус зборува понатаму. А вам, драги сотрудници, што не сте во таа група, никогаш да не ви биде мачно да правите добри дела. 2 Солуњаните 3:13. Па да, ти тогаш ќе работиш, мојот татко не се опира да работиш, ти ќе работиш за Исус, значи во Лондон кога бе во 87-ма, главната работа и другата part-time се викаше уште една работа за да заработат луѓето. Значи мене ми е тоа споредна работа, ова што го живеам во светот, факултетот, главна работа ми е за Исус. Значи да правиме добри дела во Исус Христос за Царството Божјо, работа да сакаш да работиш. Тогаш ќе почнеш да сведочиш, да светиш како светлина на светот, да се распламти твојот дух, да светиш за Исус и тогаш почнуваш да примаш храна. Затоа ги снимаме овие, ве снимам, ве пуштам, кога ќе почнеш да сведочиш, како што беше оваа песна што слезе и така завршува оваа поука со тие стихови, слезе и поуката и песната. По првиот, вториот укор се налутил и си оди од заедницата и не се враќа никогаш. Пазете! А Исус ти вели простете. Па видете, имаме ние такви моменти, ако ми даде духот ќе го објасниме. Значи, или не се враќа никогаш, или се враќа исцицан од демоните,
скршен пап сам, да го видиш не личи на себе, или мораме да го исклучиме кога демоните во него ја соблазнуваат заедницата, не слуша, сака да направи бунт, заглебен во калта и блуеницата. Видете, мислиш дека ти што мислиш, твојата правда, твојата волја, како израелците во пустината, Израелец во пустината, мрмориш, сакаш да ти фрла некој храна од небото, овие проповеди, но сите изгинаа и на крајот со камења, со зборови се тоа, мртви слова, сакаш да маваш по Мојсей, се гневи, се лути, осудува и гине во пустината. Сотруднику, немој да бидеш израелец во пустината. Не сака да работи, не јаде, му се гасне духот, оди во темнина, не умрел со Исус за да оживее со духот, не му е верен на Исус, не останува во Исус, не истрајува во Исус за да царува со него, се одрекуваме од него, се држи за себе. Се одрекуваш од заедницата, се држи за себе, до својата правда, ти си во право. Тоа се демонски сценарија на неработници, гладници што не јадат, оти не сакаат да работат, стави за Исус, сведочат да се променат, да работат врз себе, зборуваат за Исус, а не ја извршуваат неговата волја, љубов, работа, си живеат во својата волја и така е можно од евангелски заедници да се врати, пазете, на кое ниво, каде што Исус е некаде далеку, се слават секој сам себе, некој отци, некоја жена што е копија на Артемида Ефеска, не е тоа што се слави. Еве овде сме во Дион, значи Богородица, како што ја има насликана со Исус, ја има на камена стела во музеот во Дион, 200 години пред физички Исус да се појави на земјата. Значи тоа е квасот фарисејски. Овие стихови кога почна службата ми ги даде на Мојсеевиот стол, седнаа книжници и фарисеи. Значи тогаш веќе Израел пропаѓа, сами се бираат, сами се поставиле, на соборот во Никеја изгласале Богородица, светци, уште малку ќе изгласале за Светиот Дух. Сега гласаат дали ќе биде тој Партени или некој другиот. Пазете, не разбираат дека Духот треба да ги води. Значи, според делата нивни не постапувајте, се враќаме на цитатот, тие говорат од себе, а не ја извршуваат Исусовата волја, љубов таткова 23:1-3. Не сакаат да работат, не јадат духовна храна, јадат само телесна храна, ги води ѓаволскиот дух на овој свет. Ѓаволското сценарио, веќе имаме искуство, е исто. Мрмори, негодува, критикува, не му треба Словото, он во Исус е од секогаш. Штом не ти треба Словото и не се однесуваш со достоинство, Духот вака слегува и те исфрла како катапулт. Словото, ако не го почитуваш, ти си умрен, во зборовите има живот и смрт, не му треба духовна храна, не доаѓа кога сака, озборува, лаже, тоа е катастрофа, обвинува, се лути, трајно се лути, нема до краја ако треба. Непослушен. Идеме цитат. Сега, драги сотрудници, пријатели христијани, во името на нашиот Господ Исус Христос ви наложувам да не им се придружувате на оние меѓу вас кои само ден губат, ништо не работат, затоа не јадат и се гладни и се умрени во духот. Духот им е само колку да се живи како животинки и не се придружуваат на она што ве учевме. Вие сигурно знаете дека треба да го следите нашиот пример, примерот на Исус и на старешината, ако е поставен од Исус 2 Солуњаните 3:6-7. Или си рамнодушен, студен, фарисејски квас кон Словото, наполнет си со духот на овој свет, цитати, знаења, предмети, состојби,
и не го примаш ова слово Исусово, ова сум ви го зборувал, кога ќе дојде некој намерник во понеделник, ние го носиме кај Исус по стиховите, доведете го кај мене, ќе кренеме раце, некогаш слегува сила и веднаш се решава состојбата, не слегува сила, има некоја кочница, не е направено тоа со срцето да разберат, да се покајат, да ги исцелат. Или, значи, не го примаш словото, може би одиш и на други извори да пиеш разни извори што ќе начекаш. Дали во светот одиш, например, во една градинка, па во исто време одиш и во друга градинка, па во трета, во 5 градинки? Дали одиш во светот во 5 основни школи во исто време? По 3. Дали на факултет студираш и на еден, и на друг, и на трет, па проверуваш на сите? Дали, не знам, или во повеќе одиш? Пазете, одиш во едно додека не примиш, додека не созрееш, од кога ќе го завршиш едниот факултет, донеси решение дали знаењето вреди, значи знаењето возгордејува, така е во духовниот свет. Ако одиш на повеќе извори, не примаш, значи не го разликуваш словото, слегува духот, те исцелува, дај му време да ги исече, да ги искасти тие гранки. Знаењето возгордејува, љубовта ослободува, и овие стихови ми ги даде уште на почетокот, кога почнавме оваа служба, ги проучувате писмата, тоа е поразот на тие заедници евангелски, ги проучуваат писмата, мислите ќе ви дадат живот вечен, а не доаѓате кај мене за да ви дадам живот вечен, Исус Христос. Ама каде да дојдеш, каде? Тоа е целата суштина. Ако те донел Духот, до тука ти се случило нешто, син ти бил на умирање, едната заедница те оставила, ми рекол Духот да ти се јавам, ти претходно си хулела, син ти се оправи за само една молитва од 5 минути. Не сведочиш за тоа, ме прашува зошто трајно не се исцелува, зашто Духот не ми дава да ти кажам, потоа го виде самата, штом се исцели, тој се оправи, правиш слава и викаш именден свештеникот од другата падната. Пазете, доаѓаш ти на средбите на љубовта, не те интересира, не сакаш да работиш, немаш дух, се враќаш назад, одиме таму, посочете ги луѓето, цитат, што не се придржува до упатствата што ви ги дадовме во ова писмо. Треба во духот да го разбират. Престанете да се дружите со нив за да се посрамат, читај, покајат, променат, немојте да ги сметате за своји непријатели, никој ги не ги сметаме, советувајте ги како членови на вашето духовно семејство. Јас им велам, дојди на кафе, дојди на молитва, или дојди ти моли се за нас ако сме ние во крив дух. Не доаѓа. 2 Солуњани 3:14-15, тоа што е внатре сега знае дека ќе мора да излезе. Сите велат, верувам во Исус, и верници и неверници, јас сум во Исус. Исус мене од секогаш ме слуша, и тој Исус мене ми зборува, а тој таа се во пораз, гледаш дека не е како што треба. Мислам дека и некои од вас имаат искуства на луѓе што биле овде и заминале заради некој. Син, керка, мајка, татко те одвлекува. Тој што те одвлекува е ѓаволски дух, духот на овој свет. Не велам да не ги љубите, нашата борба не е против крвта и плотта, против сатанските сили духовни на овој век, но мораш да му речеш не на сатаната. И тој мисли дека Исус не му треба да му служи. Да му служи, во мене е Исус, и по известно време се гледа кој е во Исус. Нема два Исуса, има еден пастир и едно стадо. Имате многу цркви, многу болни, имаше еден стих, порано го обработувавме, многу болни, затоа меѓу вас има многу болни, значи без Исус, и мало стадо. По делата ќе ги познаете, по родот за Исус, род да донесете, има ли род таму каде што одиш и кај тебе, кој не работи, не му давајте да јаде. Не можеш ти да јадеш, да си гледаш, не си овде во театар. Затоа ве снимам, ве пуштам на радиото, не јас, на социјалните мрежи, за да победиме во себе
и потоа слегува овие стихови кои се стари и се во песната ги знаеме. Тие, кои се тие ние, го победивме со крвта на јагнето и словото на своето сведоштво и не се грижиме за животот свој, дури до самата смрт. Откровение 12:11. Се враќаме на почетокот, значи да работиме и да јадеме духовна храна, што праша Вера и Ангелина, ако сме умреле со Христос. Дали сме умреле старите со Христос, со Него ќе живееме. Друг е тој живот. Ако издржиме со Него ќе владееме. Првин во себе треба да издржиш, да се ослободиш од гревот, да останеш во Исус. Ако се откажеме од Него, Тој ќе се откаже од нас. Се налутил он до век, замисли. Па си дојдам до мојот другар Џурката. Тој има 80 и нешто години, постаре од мене. Тој ме сака физички, не е духовен, православен е. Ме изнервира една вечер, бевме, седевме, јас испив една чаша вино и ме застане на сред улици, му вика милиција ќе дојде, дај да си одим. Легна на земјата, вака се поклонувал на Богородица, на улица. И му реков, марш бре, сатано, мислам дека гневот, прстот Божји слезе. Марш бре, сиктер во името на Исус. Со таков гнев му го кажам, ми беше жал 3 дена. Ми се јави и прости тој. Пазете, тој простува, ти велиш дека си во Исус не простуваш. Јас сум во Исус, го знам Исус, ја од кога сум во Исус? Јас со Исус студирав во школа, во основа, во градинка одевме. Што ти е тебе, човек? Ако не му бидеме верни, тој сепак ќе остане верен. Исус ни простува нам, што сме се откажале од Него, зашто Христос не може да се порекне сами од себе. 2 Тимотеј 2:11-13. Тој се однесува кон нас како кон духовни деца, семејство. Не чека да пораснеме, но не можеш да влезеш ти, пази сега, да влезеш во телото на заедницата која е духовно љубовна, со крив дух, ќе те исфрли духот, заради милост не те фаќа вака да те фрли да леташ 2000 метри, да не знаеш каде се наоѓаш, те пушта така да излезеш, да излезат тие демоните да те лажат зошто вака, зошто така. Значи 2 Тимотеј 2:11-13. Ти не ќеш да простиш, дали си умрен и да живееш со Исус. Пазете, а он вели, љубовта никогаш не престанува, љубовта не го помни злото. Таа е вечна љубовта, тоа е Царството Божјо, Таткото е вечна љубов, ти се занимаваш со себе праведност, а ти со труднику не биди Израелец во пустината. Чекаш мана некој да ти пее, да ти свири, да се моли, мрмориш, негодуваш, ќе изгинете во пустината. Дозволи му, од Тимотеј го има во еден препев, да те направи силен. А во духот ни додава уште еден чекор. Дозволи му да те направи љубов. Те сакам, Господе Исусе Христе, Татко, и денеска излеваш полна сила од Твојата љубов. Ние и денеска велиме, бегај од нас, сатано, во името Исусово, не враќај се повеќе, знамето Исусово го креваме од земјата до небесата, не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас. Ќе ја пуштам кратко песната, како ве води духот, можеме да почнеме со молитви од Вибер.